Во тренинг неодамна стартувавме со серијал на интервјуа со ректорите на дел од универзитетите. Во едно од претходните изданија на ТВ магазинот гостин беше ректорот на Битолскиот универзитет, а вечерва гостин е ректорот на Штипскиот универзитет, господинот Дејан Мираковски. Добре дојдовте во емисијата. Ректоре, агендата ви е преполна со активности. Благодарам што издвоивте време сепак да дојдете. Како гледате првично околу нацрт законот за високо образование? Голема врева во јавноста се крева. Дел од вашите колеги, научната вела дека ова е лош предлог закон. Министерката не отстапува од тезата дека законот треба што побрзо се донесе. Како кај нас гледат, ние во моментот, јас сега би ги изнесол моите лични ставови, бидејќи во моментот во рамки на универзитетот се води таква дебата, односно на факултетите беше пратен нацрт законот, се направија специјални групи работни во кои учествуваат буквално сите професори, секој факултет дава забелешки, тие забелешки се сумираат за да не биде да се повторуваат, бидејќи веројатно ќе бидат слични, и во текот на наредната недела нека да имаме јавна расправа, најпрвин со Министерството за образование, заедно со нив се организира јавна расправа на сите јавни универзитети и тоа ќе биде кај нас во текот на наредната недела, потоа имаме Сенат на кој што ќе се сумираат сите забелешки и во одредена форма ќе бидат дадени до Министерството. Да тргнам поред како и сите други закони, посебно овој сензитивен закон, имате секогаш повеќе мислења. Едни се го поздравуваат, други сметаат дека не е соодветно решение. Генерално, за мене е важно што барем на нашиот универзитет се прифаќа потребата за донесување на нови законски решенија кои ќе овозможат малку појасна регулатива и ќе го насочат образованието, високото образование повеќе кон развој и ориентирано кон општеството, односно реалните услови околу нас. Навистина, за жал, дискусиите се сведуваат, најчесто се сведуваат дискусиите околу изборите и тоа изборите во наставно-научни звања, бидејќи тие најчесто и ги засегаат луѓето, малку да кажам само тоа што е пред нас, не тоа што е за нас. Редовните професори у рамки на овој, бидејќи најголем, за жал, кај нас универзитетите, структурата на вработените е таква да имаме многу повисок процент на редовни професори, односно доживотни звања, така што целата дискусија е навистина од секоја гледа од свој аспект. Јадрото од дискусиите кои до сега се искристализираа не се негативни за воведување на соодветни услови, такви какви што има и во другите држави, за да се избере квалитетен наставно-научен кадар и за да се овозможи навистина правилна селекција на идните колеги, професори и така натаму. Колку се издржани тврдењата на дел од вашите колеги дека со овој предлог закон всушност се прави упад во автономијата на универзитетите? Генерално тоа е стара тема и долго време се дискутира колку државата треба, бидејќи државата и јавната сфера е во крајна инстанца ги финансира универзитетите и треба да знае што добива за тие финансии. И таа дискусија е прилично присутна во последно време насекаде во светот, не само во Европа или не само на Балканот. Тоа е едната работа. Од друга страна мора да го задржиме академската слобода, да универзитетите останат центар на слободна мисла, критичко размислување, така што веројатно мора да се направи навистина добар баланс за да успееме да ги задржиме од една страна да се задржи таа културна, таа научна автономија, слободната мисла, критичкото размислување да останат јадрото на функционирање на универзитетите, а од друга страна да ги направиме јавните универзитети и потранспарентни и поотворени. И кон општеството и кон државата. Околу слободата на универзитетите, самостојноста на универзитетите, наспроти зависноста, финансиската зависност од државата. Првата теза во одбрана на новиот закон е дека државата, владата даваат пари и треба да се знае како и зашто се трошат средствата. Од друга страна пак,
има забелешка дека сепак со ова на некој начин се става своевидна капа врз автономијата, односно слободата на професорите и генерално врз факултетите. Ние сме малку различен универзитет како структура, ние сме интегрирана структура за разлика од другите два државни универзитети во Битола и во Скопје. Кај нас структурата е интегрирана и имаме малку и различен начин на функционирање. Ректор, ректорска управа, сенат, се органите на факултетот, на универзитетот. И јас на вистина не би можел у моментот да ги коментирам членовите каде што тоа конкретно е дискутирано. Меѓутоа мора да бидеме објективни. И ние како универзитети сме должни да бидеме и поотворени и потранспарентни, но мора и да се задржи високиот степен на слободна мисла на професорите и на општо на целата академска средина, за да можат да ги изразат и критичките мислења и начинот на кој што секоја прогресивна мисла функционира. Дали со овие предлог законски решенија се отвара пат кон непотизам и централизирана моќ? Централизацијата на моќта, особено од страна на извршната власт врз Гледајте, до сега ние сме зависни од финансирањето од државата и до сега сме зависни од финансирањето од државата. Веројатно, догледно време многу поефикасно би било, меѓутоа мора и универзитетите да ја покажат ефикасноста, поефикасно би било подолгорочни буџети на финансирање, појасна политика. Сега има тука и одредени работи кои што до сега ги немаше, можност за ангажирање на млади соработници како соработници на проекти и така натаму, директно финансирање од универзитетите или од проекти, што до сега како можност беше нејасна или многу тешко изводлива. Има работи кои што овозможуваат од една страна. Пак ќе кажем, јас сум инженер по вокација и некако ми е полесно да зборувам со факти и со бројки, во моментот ги немам фактите околу директното можно учество, влијание на државата врз управувањето на универзитетите, кое што до сега не беше случај. Значи, универзитетите се самостојни во донесувањето на одлуките поврзани со академските работи и така натаму. Но финансиите, јавните универзитети целосно мора да ги почитуваат и ги почитуваат правилата на државното финансирање, имаат целосна следливост, бидејќи државата е финансиер у голема мера, дури и проектите, приходите кои ние ги викаме собствени приходи од проекти, апликации и слично, дури и тие се дел од системот кој што е во рамки на трезорското работење, така што тоа и до сега беше фактичка состојба. Како е регулирано сега, не знам. Сметате ли дека има потреба од толкав број на факултети? Факултет по медицина, правни студии? Факултетите имаат повеќе кратна улога. И правни студии, и медицина, и било која друга струка. Прво, универзитетите кај нас Севеш тип е регионален, поставен во истокот, Битола е регионален, универзитетот во Скопје е најголем универзитет во државата. Генерално, ние освен основната причина за постоење не е само образовната, туку и развојната политика на државата. Второ, по мене, центрирањето или постоењето само на еден ексклузивен создава монопол, а ние имавме периоди на монополи која и не беше баш односно сите негативни работи што може да ги продуцира монополот бар кај нас на Балканот се случуваат секогаш, така што јас не сметам дека бројот на факултетите е критичен. Критично е квалитетот што го нудат факултетите и нивниот производот што го даваме. И тоа е нешто на кое треба да работиме. Сметате дека пред се доминира квантитетот наспроти квалитетот? Така е. Ние треба да се фокусираме кон квалитет. Девалвиран ли е македонскиот образовен систем? За жал у некои аспекти да, иако повеќе моје лично мислење, повеќе од аспект на повеќе дискусија отколку со реални бројки. Бројките кај нас на јавните универзитети не се негативни. Ние, ако ги погледнеме, процентот на
на дипломирани од вкупниот број на студенти, например на државните универзитети угода е и меѓу најниските, околу 30%, значи на 4 годишно студирање, околу 30% од студентите кои се запишале у една учебна година завршуваат после 4 години. Другите со одредено закаснување, а голем дел и воопшто не ги комплетираат своите студии. Така што сметам дека проводноста е дури и престрога некако и оценувањето е престрого ако ги погледнеме податоците од јавните универзитети наспроти приватните, каде што тој број би бил веројатно е 100%. Следите три гости во емисијата, ректорот на Штипскиот универзитет Гоце Делчев, Дејан Мираковски. Господин Мираковски, се предлага поригорозен пристап во евалуацијата на наставните звања, професорските реизбори. Дали универзитетите во трка со професорски научни звања, како услов за факултетски статус, самите го девалвираат и научниот и образовен опус? Па, за жал, тоа може да се каже претходното законско решение. Сегашното законско решение беше многу либерално. Трката за наставно звање дозволува да публикувате во така наречени референтни публикации кои што немаат баш јасен критериум и кои што не се општо признаени, меѓународно признаени референтни, навистина референтни места за публикување, и тоа створи прилично нејасен или еве да кажем нејасни услови за напредување, па и намалување на општиот квалитет, намалување на бројот на публикации, научни публикации кои што навистина имаат одредена научна тежина. И подобро решение тука, моје лично мислење е дека ни треба. Какво е мислењето у однос на предложените мерки е сепак, у моментот се дискутира кај нас, имате и такви што го прифаќаат, имате нели и нормално кои што сметаат дека се превисоки, одредени области се дискриминирани, но генерално повеќе се зборува за адаптирање, например, вклучување на двете референтни главни бази, бар кај нас во Штип, двете референтни главни бази се Web of Science или Clarivate и Scopus на Elsevier, и двете да се вклучат внатре, бидејќи Elsevier е европска цитатна база која што има поголема регионалност, поголема регионална покриеност и која што има многу повисок процент на конференции, цитира голем број на конференции, така што до некаде, иако и двете се ригорозни, квалитетни бази, околу тоа се водат дискусиите повеќе, отколку и имаме, пак ќе кажем, и за и против, но луѓето веќе видоа дека јасни правила се подобри за напредок. И Зошто денес стана толку лесен патот до магистарски труд, да докторираш? Па не би рекол баш дека е лесен патот, зависи каде магистрирате и каде докторирате. Бројот на магистранти или докторанти кај нас не е драстично зголемен у овој период. Факт е дека има напредок на тој број, но дали е толку лесно да се заврши тоа, не сум на мислење дека е многу лесно да станете доктор на науки во Македонија. Рече се, секоја година се разочаруваме кога нема да се најдеме меѓу, да речеме, идите на Шангајската листа. Нема ниту на листата на НИСА. Зошто е тоа така? Тоа е исто дискусија која што е дискутабилна од друг аспект. Шангајската листа валоризира друг тип на активности од тоа што нашите универзитети го имаа као улога. Ние имаме научна, образовна и развојна улога у средината во која што функционираме. Генерално Шангај конкретно како листа валоризира врвна наука, односно таму ви се будуваат број на публикации од 2%, најцитирани списанија, па системот нивен е фокусиран на врвните перформанси. За жал, ние немаме научни институти од тој тип кои што се врвни, кои што би продуцирале, или бројот на врвната наука е релативно ограничен, многу мал, и
лично сметам дека ни треба навистина големо поместување кон врвна наука, за да можеме да се најдеме на тие шангајски листи и така натаму. Не знам дали и тоа е најважната цел. На другите листи јас би бил задоволен да се поместиме на другите листи и да бидеме регионално солидно поставени, а мислам дека таму имаме поместување. Поголемиот дел ТВ, QS, рангирањата, Симаго на Елсевиер, на Скопус, во тие рангирања имаме смена на ранглистите, имаме одредени поместувања и нашите универзитети би требало да се фокусираат повеќе на тие перформанси. Ректоре, имаме хиперпродукција на дипломи, но подолг период, например, компаниите кубурат и се жалат од недостиг на работна сила. Какви профили на луѓе се потребни? Каде има дефицит? Односно недостатокот на... Ја мислам дека има секаде дефицит, покрај тоа што таа хиперпродукција е сконцентрирана у одредени, за жал, области, у одредени области кои што не може да ги абсорбираат. Меѓутоа имате недостаток на инженери, имате недостаток на лекари, имаме, бидејќи ни ги земаат надвор, имаме недостаток на многу струки и тоа е сериозен дефицит на стручен кадар. Велите ни ги земаат надвор, односно младите си заминуваат надвор, како да ги задржиме? Пред емисијата го почнавме разговорот. Тоа е заедничка активност помеѓу универзитетите, веројатно државата и стопанските комори, односно бизнис секторот, како да направиме услови да своите идеи почнат да ги реализираат овде. А навистина имаме многу солиден кадар. Нашето лично искуство, ние сме дел од една Европска универзитетска алијанса, вкупно 64 има во Европа алијанси или 65 се доделија, у кои што универзитетите се спојуваат во еден Европски универзитет. Еден Европски универзитет, нашата се вика ACE2EU. Во рамки на тоа ние сме заедно со 8 други универзитети од Португалија, Шпанија, Австрија, Германија, Полска, Литванија, Летонија и Романија. Кога нашите студенти влегуваат у дел од тие системи, тие се одлично оценети, не одлично, меѓу најдобрите студенти. Ние, значи, имаме солиден кадар, кој што може да се развие ако му дадете услови. Идејата токму на овие алијанси е да се направи интегриран европски образовен простор и да можат студентите прво да се разменат знаењата, второ да се генерираат тие идни европски граѓани, но и да останат во својата средина и да направат идеи слични како што би направил некој нивен колега во Германија, Полска или било каде. И да ви кажам, почетните, ние сме втора година е тековна од проектот, и јас сум изненаден како нашите колеги и наставниците и студентите се оценети. И помалку горд на тоа, не помалку, сериозно горд на тој момент. Ректоре, благодарам за гостувањето. Благодарам. Дејан Мираковски, ректор на Штипскиот универзитет. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Трилинг. Толку за вечерва. Се гледаме за 7 дена во исто време. Петок, 20 часот и 45 минути на телевизија 24. Сега останете со програмите на телевизија 24.